27 ноември 2025 година, четврток, почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Општина Кавадарци продолжува да инвестира во модерна комунална инфраструктура и подобрување на квалитетот на живот. Со забрзано темпо се реализира проектот вреден 1 милион евра, финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање и локалната самоуправа. Се работи на трасата од ресторанот Моклиште до Воденица. Се поставува нова водоводна и канализациона мрежа во должина од 6,4 километри, како и резервоар со капацитет од 150 метри кубни. Со ова се обезбедува стабилен и квалитетен систем за водоснабдување и канализација за жителите, но и за околу 400 нови викенд куќи што ќе никнат во оваа населба, велат од локалната самоуправа. Градоначалникот Митко Јанчев имаше работен состанок со подпредседателите на Стопанската комора на Македонија Турција, со која активно се вклучени над 120 најреномирани компании од Турција и Македонија. Како што информираат од кабинетот на Јанчев, подпредседателите најпрво изразија честитки по повод именувањето на функцијата градоначалник со трет мандат на општина Кавадарци, пошто се стави акцент на подготвеноста за унапредување и меѓусебна соработка преку заеднички проекти и иницијативи кои ќе придонесат за економскиот и општествениот развој на нашата општина, со особена потреба за потесна и посистематска соработка и интерес за идните развојни планови на градот во контекст на можни деловни и инвестициски можности во иднина. Ова би значило унапредување на деловниот амбиент на градот и поттикнување на тамошен развој со активен придонес на турските инвеститори, стои во известувањето од кабинетот на градоначалникот. Од утре почнуваат божикните пости. Почитувани верници, ве подсетуваме дека на 28 ноември отпочнуваме со божикниот пост кој нашата света православна црква го востановила во знак на празникот на раѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Што е тоа пост и зошто постиме? Постот е заповед Божја. Уште во Едем, Бог им заповеда на Адам и на Ева да јадат од сите дрва, освен од едно дрвото на познанието. Значи им заповеда да постат, се додека преку тој подвиг не станат зрели за да јадат од плодовите на тоа дрво. Меѓутоа Адам и Ева, по наговор на ѓаволот, ја злоупотребија својата слобода и ја прекршија заповедта Божја и застранија од патот кон совршенството, та за нив стана невозможно да стигнат до безсмртноста и до обожението за кое беа создадени. Од тогаш постот се смета за главно средство за борба против ѓаволот и против собствените слабости. Христос го нагласи значењето на постот велејќи: овој род со ништо не се истинува, освен со пост и молитва. Не можеме да се нарекуваме христијани доколку не ги држиме заповедите Божји, вклучително и оваа заповед за постот. Да не заборавиме дека заедно со постот од храна треба да се грижиме и за постот од гревовите. Во многу црковни химни и во учењето на светите отци се истакнува дека постот е целосен само ако истовремено се трудиме за двете работи, постот од храна и постот од гревовите. Светиот Василije Велики за постот вели: не ограничувај добрината на постот само на воздржанието во исхраната, затоа што вистинскиот пост подразбира да не правиш ништо неправедно. Простете му на вашиот ближен за злото што ви го направи и заборавете го она што ви го должи. Вашиот пост да биде чист, без осудување и без расправи. Не можеш да не јадеш месо, а да го јадеш брата си. Да не пиеш вино, а да си пол со неправда. Преподобниот Илија вели: некои внимаваат каква храна ќе внесат во себе, а се немарни за тоа какви зборови ќе изнесат од себе. Мораме сите да научиме
да го изгониме гневот од своите срца и страстите од своето тело и само на таков начин се созидува чисто срце кое Светиот Дух го обновува. Црквата става акцент на тоа да не потигне кон добродетелен и праведен живот. Ни открива дека целта на постот е богоцентрична, дека постот не е само телесна вежба која просто само треба да издржиме со огладување, туку дека постот треба да го разбереме како триада: воздржување од храна, молитва и милостини. Почитувани верници, ве повикуваме сите да отпочнете со постот и да си очистите и душата и телото, и потоа на светата литургија да се соединете со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос. Секој верник во поглед на храната и воздржанието за време на постот може да се посветува со свештеник кој ќе го упати кон правилен христијански живот. Нека Господ Бог ни биде подкрепа во нашиот овоземен живот и сите заедно да го наследиме Царството Небесно. Амин. Со ДПМН дупката во ПИОМ достигна 1 милиарда евра. Одржливоста на пензиите е загрозена, порача пратеничката од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Јованка Тренчевска. Сервисирањето на социјалните обврски кон граѓаните треба да е приоритет на секоја влада. За сите исплати да течат согласно законските рокови, клучно е парите да бидат обезбедени во буџетот на Министерството. Но тоа на што сме сведоци е дека состојбата со буџетот на Министерството во делот на пензиите е алармантна. Но не е само со пензиите и со правата за надоместоци за социјална заштита, со социјалните услуги, со заштитните друштва, едноставно со се, нема доволно пари на ставките определени за овие права. Но не со промашени и популистички мерки, власта прави директен удар врз најкритичните системи во државата, пензијскиот систем, социјалната сигурност и исплатата по основ на утврдени законски права на граѓаните. Состојбата со фондот за пензијско е загрижувачка. Пари за исплата на декемвријската пензија нема, ниту во буџетот на Министерството за социјална политика, ниту во фондот за пензијско. Ставката од која што се трансферираат средствата од Министерството кон фондот за исплата на пензиите е 100% реализирана, односно пари на таа сметка нема. А нема и во фондот, затоа што сите средства со кои што располагаше фондот беа искористени за исплата на платите на пензиите во ноември. За декемвријската пензија нема средства. За сето тоа бројките се сведок и тие постојат во документите. Ова значи дека вие немате пари за да трансферирате до фондот за пензијско за да се исплати декемвријската пензија. За каква социјална сигурност на пензионерите зборувате, или важно ви беше да ги искористите и излажете граѓаните за време на изборите? Направивте зголемување без пресметки, без план, тоа не е реформа, тоа е играње со граѓаните за сметка на вашата политичка корист. Политиката за исплата на пензиите ви е на рамниште купи, продај ден. Дупката во фондот за пензиско пука по шавови. Пензионерите добро се сеќаваат дека кога ВМРО-ДПМН е на власт, фондот секогаш е во колапс. Јавна тајна е зошто, меѓу друго, се задолживте со унгарскиот кредит, не за да реализирате капитални инвестиции, туку за да го покриете дефицитот во фондот кој за само година и пол на власт го продлабочивте на над 50%. Овој дефицит е резултат единствено на финансиски неодговорни одлуки и на популизмот на владата на ВМРО-ДПМН, донесени без анализа и без да се мисли на последиците. Фискалната политика ја претворивте во дневно политичка алатка за популистички поени, а не за стабилност на системот. Пензиите ќе бидат исплатени и тоа скоро ќе се види, потенцираше денеска заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски во одговорот на пратеничкото прашање на Јованка Тренчевска од СДСМ. Немој да сеете страф дека пензискиот фонд бил пред колапс, дека немало да има пензии на 1 декември. Сето тоа се лаги и ќе биде демантирано за само неколку дена од денеска. Ќе биде
бидејќи исплатени тие пензии и во 2026 и во 2027 и понатаму ќе има покачување согласно законските прописи. Граѓаните нека бидат мирни, рече Велковски. Опозицијата манипулира. ИПАР-3 програмата не е загрозена. Активностите течат според планираното, одговори министерот за земјоделство Цветан Трипуновски на пратеничкото прашање од опозиционата СДСМ. Она што веднаш по сознанието дека е сторена одредена злоупотреба на позицијата директор и одредени други лица кои што се инволвирани во овој случај, она што веднаш беше употребено, а тоа е механизмот за националниот механизам, каде што националниот координатор веднаш пристапи кон брза реакција, односно стопирање на сета работа во делот на агенцијата за платежната агенција. Тоа значи дека ова брза реакција треба да провери што точно се случувало внатре во самата агенција. Да потенцирам, не значи блокада на средствата од Брисел, бидејќи опозицијата и пратеникот Николовски упорно сакаше да ја подкрене јавноста дека наводно ќе изгубиме 130 милиони евра грантови од Брисел, дека земјоделците ќе останат без финансиска поддршка, дека ќе доживееме тежок колапс. Меѓутоа тоа апсолутно не е точно. Нашата брза реакција која што ја преземавме како држава беше сериозно поздравена од Брисел, а тоа покажува дека сме сериозно посветени и решени да ја покажеме зрелоста на институциите во борбата со корупцијата. Последните податоци кои што ги добивам од Агенцијата за финансиска поддршка говори дека тековните активности во самата агенција се одвиваат тековно и со предвидена динамика, односно сите оние апликации кои што се поднос на ИПАРТ повиците се во фаза на еволуација. За да биде појасно на јавноста, затоа што гледам дека опозицијата упорно сака да изнесе филувани податоци за да ја подгрее целата јавност, сакам да кажам дека ИПАР-3 програмата е за период од 2021 до 2027 година со вкупен буџет од 128 милиони евра, од кои што корисници на европските фондови сме 97 милиони евра, додека 31 милион евра се национално кофинансирање. Од вкупно склучените 453 договори, 342 договора се веќе исплатени, 289 се исплатени, 111 воопшто корисниците немаат поднесено барање за исплата, додека остануваат за исплата, односно во фаза на чекање се само 53 договори. Да повторам, овдека паѓа во водата обвинувањето на опозицијата дека илјадници договори ќе останат без финансиска поддршка, ќе ги изгубиме средствата и ќе колабира македонското земјоделство, што апсолутно потврдувам дека не е точно. Пратеникот и председател на Постојаната анкетна комисија за заштита на човековите слободи и права Димитар Апасиев на денешната пресконференција соопшти дека закажува редовна седница по поднесената преставка од Сдруженијето 16 март, Сдружение на родителите на загинатите деца од Кочани. Одлучив да закажам седница по повод поднесената представка од Сдруженијето на граѓани 16 март 2025 година од Кочани, или за јавноста познато како Сдружение на родителите на загинатите деца од Кочани. Сметам дека ова е во највисок јавен интерес и поради тоа седницата ја закажав согласно моите деловнички овластувања за ден 9 декември 2025 година вторник, со цел да не се поклопи со распоредот на судења кој што е објавен од судот, бидејќи судењата се чести. И символично 10 декември е светскиот ден на човековите слободи и права, а родителите во нивната представка се повикуваат токму на правото на живот како највисоко право кое што остана незаштитено ноќта на трагедијата. Од тука ова циркуларно писмо мое е доставено до сите членови и заменици на Постојаната анкетна комисија и како поканети се дополнително собранискиот председател, подпредседателите, координаторите на пратенички групи, премиерот, министерот за внатрешни работи, председателот на Република Македонија и подносителите на представката. Тоа значи дека и подносителите на представката ќе имаат право да се обратат на оваа седница. За
да не настане конфузија во јавноста, ова не е надзорна, ниту е јавна расправа, туку е редовна седница, тоа е специфичен вид на седница на комисијата, кога таа постапува по представка на здруженија или на граѓани. Досега во историјата парламентарна имало неколку такви случаи на постапување, од тука не е ништо ново комисијата да постапува по поднесена представка. Каде завршиле 800.000 евра од отпишаната пченица на СДСМ? Трајан Димовски и Љупчо Николовски прашаа на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Трајан Димковски, поранешен министер и заменик министер за земјоделие од редовите на СДС, како и шеф на кабинет на Љупчо Николовски, во периодот од 2019 до 2021 година, заедно со други 4 службени лица, направил отпис на 2000 тони пченица и јачмен од државните стокови резерви во вредност близу 800.000 евра. Пченицата е отпишана иако постоела и била употреблива. Димковски поднел записник до владата дека има кусок на 2000 тони јачмен и пченица од стоковите резерви за период од 2007 до 2021 година. А Филип Чезаев и Николовски без никакви проверки го донеле заклучокот на владина седница. Дека станува збор за криминал говори фактот дека за ова немало законска основа, бидејќи до 2019 година за извршените контроли немало ни еден извештај дека има кусок на јачмен и пченица. Во превод, кусокот бил од 2019 до 2021 година. Јавноста заслужува да знае каде завршиле овие 2000 тони јачмен и пченица. Дали е точно дека имаат завршено на црниот пазар во една соседна држава? Дали и Љупчо Николовски, покрај Димковски и останатите, се има нафатирано од овој криминал? Дали Николовски изминатиот период е толку гласен во јавноста затоа што е вмешан во овој случај, па е исплашен од одговорност? Граѓаните заслужуваат правда и одговорност, а СДС треба да престане да ги брани криминалците од своите редови. Тоа време заврши. Продолжуваме со спорт. Тиквеш во сабота и гостува на Брера по обидот за бегство од опасната зона. За прв пат во историјата на македонскиот фудбал, две средби ќе се играат во терминот од 12:30 часот. Во пресрет на новиот фудбалски викенд, прволигашите редовното 15-то коло ќе го стартуваат веќе утре, петок, 28 ноември. 15-тото коло во првата македонска фудбалска лига, како и досега, ќе се игра низ целиот викенд, но има еден интересен новитет кој прв пат се појавува оваа сезона, веројатно и во историјата на македонскиот фудбал. Деновите се стандардни од петок до понеделник, но новитет има во термините за овој викенд, бидејќи две средби ќе се играат со почеток од 12 часот и 30 минути. Термин кој, например, го има во италијанското калчо. Утре петок, 28 ноември, ќе се одигра дербито на ова коло помеѓу Силекс и разиграниот Арсими. Во сабота од 12 часот и 30 минути во Битола, Пелистер заради домашниот терен е фаворит во дуелот со Македонија Ѓорче Петров, а во Струмица од 13 часот во борба за бегство од дното ќе играат Брера и градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Во недела од 12 часот и 30 минути Струга ќе има фаворитската улога во дуелот со Башкими, а од 13 часот Вардар во обидот да ја задржи лидерската позиција ќе го пречека Шкупи. Во понеделник Шкендија како апсолутен фаворит го пречекува Работнички. Вардар во случај на триумф со Шкупи може да ја завери есенската титула, но само со евентуален пораз на Струга. Инаку до крајот на првата македонска фудбалска лига оваа есен, покрај ова коло, има уште една рунда наредниот викенд.
И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Облачно со повремени врнежи од дожд, пообилни во источните делови на 30 литри на метар квадратен. На планините врнежите ќе бидат од снег, а на некои од повисоките места од дожд и снег. Ќе дува умерен наместа долж поврдарието, повремено засилен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 3 до 5 степени. Во сабота на планините на повисоките места ќе провејува слаб снег. Од недела времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието, а веќе за утрешниот ден следете не во редовните термини 20, 22 и 30 часот.